Незначителното зголемување на минималната плата од едва 240 денари ги налути синдикатите. Минималецот од април ќе изнесува 15.194 денари. Вака одлучи Економско-социјалниот совет, на чија седница представниците на владата и работодавачите со 18/4 гласа ги надгласаа синдикатите. Жестоко реагираа од Конфедерацијата на слободни синдикати. Откако на една од претходните седници беа избркани, вчера и официјално не беше прифатено барањето на синдикатите падот на бруто домашниот производ да не влезе во пресметката на минималецот во услови на ковид криза, кога само за лекување месечно се трошат 6.000 денари по работник. Стапката на раст на БДП ја мери процентуалната промена на реалниот БДП од еден во друг период и може да биде позитивен или негативен. Значи, сосема различно од она што го побаравме како синдикати на претходниот Економско-социјален совет. И морам да напоменам уште еднашка, и еве, пред целата јавност ќе кажам, толкување на закон може да донесе само законодавниот дом, кој што го донел и тој закон. За вице-премиерот Фатмир Битики во одлуката за пораст на минималецот од само 1,7% нема ништо спорно. Во законот јасно стоело дека БДП мора да влезе во пресметката без разлика дали има раст или пад. Ветува дека владата ќе го исполни предизборното ветување за минималец од 18.000 денари, но тоа ќе се случило кога економијата ќе застанала на нозе. Синдикатите ценат дека тоа што е дефинирано како пораст, дека бруто домашниот производ може да биде само позитивен. Ние тврдиме дека реалниот раст на бруто домашниот производ, кој што Државниот завод за статистика го дава како податок, може да биде и позитивен и негативен. Ние имавме негативна стапка на раст минатата година, за жал, со минус 4,5% и таму беше разликата на толкувањето. Остро реагираа и од Сојузот на синдикати на Македонија. Тие негодуваат поради незначителниот пораст на минималецот, но и поради одлуката трговските центри да работат во недела од 10 до 18 часот. Откако владата соопшти дека работниците во маловите кои ќе работат во недела ќе земаат за 100% поголема дневница, од ССМ велат дека висината на додатокот и слободните денови потоа треба да се уредат за сите работници. По 6 месеци преговори сметаат дека добиле само идеи, но не и јасни одредби на хартија, што отвара вратата за злоупотреби на работничките права од страна на газдите на фирмите.